се разбира, она што ни остави голем впечаток изминатата недела беше проектот наменет за Прилепград народен херој за време на народно-ослободителната борба, кој што беше направен во рамките на програмата 30 години независност од Македонија и имплементиран од Фран продукција 2004 Оливер Ангелески. Здраво се, Оливер. Здраво, здраво. Јас би сакала да ни опишиш, прво да ни кажеш зошто еден ваков проект. Сметаш ли дека не се ли доволно афирмирани објектите од НОП во Прилеп? Значи, јас бев зачуден заради тоа што разбрав дека и во Прилеп луѓето не знаат дека постојат такви објекти. Јас знам дека доста граѓани од градот Прилеп немаат влезено во Меморијалниот музеј 11 октомври 1941. Тоа е участакот? Да, участакот понаше. Не знате дека постои музејот на Кузма Јосифовски Питу. Тој се наоѓа каде? Тој се наоѓа зад музеј, завод и музеј Прилеп. Многу луѓе не знаат неговата локација дека е тука. Тоа е куќата на Кузма Јосифовски. Точно, куќата на Кузма Јосифовски Питу. Еден од 10 народни херои на Прилеп. Да, има негова биста на могилата на непобедените во паркот на револуцијата. Значи, многу луѓе не знаат дека неговата куќа е баш тука. И уште третиот беше токму могилата. Таа е веќе препознатлива за Прилеп. Спомен паркот на револуцијата или могила на непобедените. Што ние често одиме за забава, за прошетка, да наполниме батерии, што се вика, да можеме да дишиме чист воздух, ама не знаеме вистинската историја и улога на сите тие спомениците споменици таму што се. Во текот на изработката на проектите и ние исто научивме доста работи што како прилепчани не ги знаеме. Ај кажи ми една работа например што си научил за споменикот, меморијалниот споменик. Могилата на непобедените. Спомен паркот на могилата на непобедените. Значи, оние фигурите што ги гледаме, тие сушност представуваат урни, кај што се како порано да речам, како што се кажува дека се чува пепелта на покојните. Значи за некои луѓе тоа не е непознато. Исто на творецот на тие, тој бил инспириран исто од некоја сега балерина и затоа му дава исто и тежина на тие урни. По некои мислења исто пак можат да представуваат еден вид склоп, како што беше порано Социјалистичка федеративна република Југославија, 6 републики и 2 покрајни. Едната е најголема, што ние секогаш си ја викавме командантот, ама таа е најголема и уште нема некако битно значење што значи, али во секој случај најбитно е дека тие треба да представуваат урни на пепелта на починатите борци. Сигурно го имаш податок од колку борци се починати за време на народно-ослободителната борба, Не памтам. Како и да е. Што е изработено во рамките на овој проект? Во рамките на овој проект се изработија околу 50 на фотографии на местата кај што се се местата кои што се затекнати во во дадениот момент. Значи е многу битно што не се користат фотографии или информации што се од минатото или од некој друг што ги сработил, бидејќи беше ова проект на влада на Република Северна Македонија и мораше да се користат автентични материјали. Исто и за паркот на могилата и за музејот на 11 октомври и музејот на Кузма Јосифовски Питу. Значи, ви ги посетувавте, правевте фотографии и тие се оригинални по фотографии кои што му припаѓаат на овој проект. Тие се дел од тој момент. Да, тие се дел од тој момент и тие се авторски фотографии, значи не можат да се користат на друго место, се заштитени и така. Во овој проект се изработија 50 на фотографии, се изработија 3 документарни филмови и исто пак ќе напоменам дека во документарните филмови не смееше да се користат материјали други. Значи мора да се добие она што е автентично на лице место
И исто за снимањето на куќата на Кузман Рецитовски Пито, единствено што можеме да користиме податоци од книги или од Википедија за да можеме да ги направите филмовите. Да ги направиме филмовите. Едно од најбитните моменти во исто најбитен момент во овај дел е заради тоа што се изработуваа и фотографии 360 степени, кои што ќе бидат презентирани и веќе се на страницата на музеј и завод на Прилеп, за да може и да бидат и од едукативно значење и од туристичко значење. Сите тие мапи влегоа на Google Maps, така да еден обичен граѓанин, било кој, дали посетител или само од градот или од Македонија, може да си еден вид виртуелно да влези и да направи прошетка на сите три објекти. Ние моментално го гледаме филмот поврзан со паркот на револуцијата и ќе го пуштиме за да може да го слушнат и да го погледнат граѓаните. Дали изложбата се уште е поставена во Центарот за култура, направивте одлична изложба, ни ги принесовте тие фотографии, навистина беше импозантно да се видат некои делови од окото на еден фотограф. Се уште ли е изложбата? Изложбата денеска беше повлечена, бидејќи утре веќе има од Бојана нова изложба и мораше да биде повлечена од фоаето. Али тие сите фотографии ќе бидат објавени на страниците кај што е потребно, например на страницата на Завод и музеј, на страницата на Фан продукција, филмовите исто ќе бидат пуштени на YouTube страница за да може секој граѓанин да може да ги погледне тие филмови и виртуелните тури што се направени од 360 степени што ги изработи Димитар Истецки, исто ќе бидат пуштени цело време, значи на располагање на граѓаните. Значи имаме виртуелна прошетка што можеме да ја погледнеме на вашата Facebook страница, каде што може да се видат како изгледа музејот на Кузман Јосифовски Питу, како изгледа участокот, како изгледа паркот на револуцијата 360 степени, нешто иновативно или јас би рекла со некои понови или модерни алатки за да можат да се доближат до младата популација. Сметате ли дека на ваков начин историјата би ја доближале на младите луѓе? Тоа беше и целта, да биде од едукативен карактер, за да можат и младите еден вид, бидејќи младите сега не се многу расположени за прошетки, или тие виртуелни прошетки, дали по желба или по потреба од училиштето, сака да ги видат и мора да ги видат. Така, видите делувале едукативно, би можеле да влезат на интернет и да се прошетаат по... Целта беше и едукативната програма, ама да биде и туристичка програма. Ние нашите флаери што ги изработивме, фотоброшурите исто што ги изработивме, значи се испратени по туристичките агенции и по оние агенции кај што е потребно за да може да се направат да влезат во туристичката карта на Прилеп. Како што рече Оливер, ова е поддржано и од Завод и музеј Прилеп, тие веќе се наоѓаат на нивната веб страна. Ја веќе покануваме сите оние кои што сакаат да ги погледнат овие музеи во Прилеп, може да ги погледнат. Не се многу долги, тоа е многу интересно, затоа што денеска не сакаме многу долги видеа да се гледаат. Тоа ли беше идејата да на краток, ама симпатичен начин се пренесе нешто од народно-ослободителната борба? Документарните филмови се од 5 до 8 минути, што се надам дека ќе го задржат вниманието на гледачите во тие 5 до 8 минути, а виртуелните тури кој како сака. Значи, кој парк сака да го посети, кој музеј сака да го посети. Музеите се изработени исто со во тие виртуелни тури за да можат да ги погледнат и податоците што се внатре, на оние витрини и оние пануа што се поставени, значи дигитално се поставени тука. Исто и од спомен паркот што е на револуцијата и минјата се испишани на виртуелната тура. Можат, например, секој име да може да го прочита, кај што се означени кои со партизанска споменица или народни херои така. Бидејќи влеговте во самата тема, зборувавме претходно за паркот на револуцијата, што вака беше интересно или непознаница за участокот или музејот 11 октомври во Прилеп? Еве, како прво, например, ние разбравме дека не се вика участок, се вика участок. Затоа што участок тогаш значи полициска станица. Во участокот, значи на самиот влез си постои сама макета како изгледал порано, 1941. Ја има и онаа просторија кај што били излекувани информации на луѓето. Што биле мачени, измачувани и така. Мачени, измачувани. Имаше и такви фотографии кои што и исто има во участокот и
од пред Втора светска војна, значи неколку ветерини кои се задржани, дали од турското робство или оној период помеѓу 1903 па до 1941. Значи содржи и неколку ветерини такви. Јас само че надополнам информацијата не е од Народно-ослободителната борба, но еден од посетителите на изложбата ни соопшти дека некогаш тука после војната участокот бил комунално предпријатие, каде што имало којни и со којните се собирал сметот низ град Прилеп, пака и некако дополнителна информација за што не сме запознати, али не беше ни во проект, да, но како и да е. Што е вака што остави печаток во музејот Кузман Јосифовски Питу, мислам дека е еден од најмалку посетените и најмалку запознаени и за прилепчани, па не за пошироката јавност, па и прилепчани не знаат она што го рековме на почетокот. Што вака остави вака голем печаток? Значи самите прилепчани не имат кажано дека не знаат дека постои таков музеј. Тоа е куќата на куќата на Кузман Јосифовски Питу кој допринел доста за градот Прилеп. Исто во однос на проектот видовме колку градот Прилеп има допринесено во Народно-ослободителната војна. Значи од самите имиња, од самите херои што учествувале во Народно-ослободителната војна. А музеот е куќата на Кузман Јосифовски Питу, дали од индивидуална побуда или не знам, може да го посетуваат од училиштата, да се организираат тури, да се промовира, да знаат барем децата дека постои таков музеј во градот. Интересно за тоа како фотограф, го имавте сликано и фотоапаратот, Кузман Јосифовски Питу имала фотоапарат? Да, Кодак. Да. И затоа музеот исто изобилува со многу фотографии, кај што се сликани фотографии баш од Кузман. Значи, тоа го збогатува. Има исто витрини, има исто преписки, тогаш поранешно дали од комунистичка партија или не знам. Исто Кузман е исто многу уште како ученик, бил добар ученик, бил наградуван како најдобар ученик во училиштето. Па после исто се кажува како учествувал преку гимназија, преку совладувањето на проблеми, барал исто разликите помеѓу белградската школа и сакал да ги примени тука исто во Прилеп. Но најважно дека и во тоа време имал фотоапарат и можел да слика и да документира одредени работи. Колега, точно. Како да е, станува збор за еден интересен проект кој што верувам дека ќе најде примена во и учениците и во училиштата. Ќе има можности оние кои што сакаат да се посетат на историјата да го погледнат, значи на сите овие места каде што е поставен велебе во музејот на веб страната, претпоставувам на музејот на веб страната на музејот. Дали имаме изработено и Facebook страна која што може да однесе некад да не носи во рамките на овој проект насловен Прилеп град народен херој за време на нов? Во овој момент има на Facebook страна, значи градот Прилеп народен херој во нов. Може и секој да ја посети, сите материјали се тука исто внесени како што се на страната на Завод и музеј. И ние се надевавме дека ќе пристапиме едукативно, информатички и исто да пристапиме туристички на овие три објекти. Во секој случај, добра промоција за историјата на Прилеп и благодарам што ни бевте дел од нашата емисија радио која што се гледа, Радио Пела. Јас верувам дека ќе имаме и следни средби, го сакувам и вакви нови интересни проекти, бидејќи навистина го збогатува сознанието за местото каде што човек живее и тоа е добро да се регистрира и да остане во историјата. Благодарам и на вас и на вашата екипа што сум гостин тука. Најголема благодарност исто до институциите што ни помогнаа за да можеме да ги реализираме овие објекти како музејот на Завод и музеј директорот Благоја. И пред се исто голема благодарност до екипата што е на Фан продукција, значи на Димитар Истецки, на Мери Бошковска, Димитар Долговски, Горан Поповски, Андреј, Ѓорѓи, сите, да, таа е поголема екипа, значи луѓето на што го гледат во основа, викат, значи претпоставуваат дека наеднаш е сработено, ама мако трпно се работеше околу 2 месеци на истото, некогаш времето не одговара,
Значи, плюс работните обврски не само од нас и од другите луѓе. Доста ни помогна и Паре од музејот со информации, ни помагаше Александар Цветковски исто. Значи на голема екипа за да се соберат поголема екипа, затоа што за ваков проект е битно да имаш поголема екипа, уиграна екипа за да може да се завршат работите. Но и за да се донесат и точни информации. Точно, затоа што ова е пак официјална работа, нешто што останува. Да, нешто што останува. Нешто што историјата. останува и нас ни е многу драго што учествуваме во тој дел. Јас само сакам да прашам Никола дали можеме да го погледнеме филмот во целост, за да го слушнеме и тонот и тука се одјавуваме, но ќе го погледнеме еден од филмовите на фан продукција Оливер Ангелески поврзан со проектот Прилеп град народен херој за време на НОБ. Оливер, благодарам што ни го слушаш. Благодарам на вас. Речи си секое место, секоја куќа или секоја улица во Прилеп, ката ден може да раскажуваат случки за богатата историја на градот под марковите кули, градот Херој, Прилеп. Особено случки за Народно-ослободителната војна. Ако срцето на Прилеп е неговата стара чаршија, тогаш негови бели дробови е токму могилата на непобедените или паркот на револуцијата. Тука човек може да дојде да се прошета, да се одмори, да седне, да плаче, да се размислува, да се дружи, да рекреира или спортува и на крај задоволен да се замени од ова свето за прилепчани место. Паркот на револуцијата или могилата на непобедените се наоѓа на јужната периферија на Прилеп и е хортикултурно уреден со високо растителна борова шума и ниско растителна зелена флора. Составен е од алеја на народните херои со бисти од 10 загинати херои, цветна алеја и патека која води до заедничката гробница или крипта на паднатите херои за Народно-ослободителната војна во Прилеп. На источниот влез на паркот на револуцијата се наоѓа алејата на народните херои. Таа е изградена во 1961 година. Во неа на мермерни постаменти поставени се бронзени спомен бисти од 10 загинати народни херои од Народно-ослободителната војна во Прилеп. Кире Гавриловски Јане, Илија Игески Цветан, Орде Чопела, Борка Талески, Кузман Јосифовски Питу, Мирче Ацев, Борка Велески Левата, Рампо Левката, Лазо Филиповски Лавски, Круме Волнаровски. И во најинтимниот дел од паркот се наоѓа символичниот споменик посветен на жените борци за слобода во Втората светска војна. Могилата на непобедените е меморијален комплекс и е составен од два дела: заедничка гробница, крипта и спомен урни. И овие два дела меѓусебно се надополнуваат. Изграден е според проектот на познатиот архитект Богдан Богдановиќ во знак на сеќавање на погинатите борци од Прилеп во борбата за ослободување од фашистичкиот окупатор и символичен приказ на победата на слободата над робството. Представен во јавноста е во 1961 година, комплексот е замислен како своевидна прослава
на прогласувањето на градот Прилеп како партизански град и град Херој во почетокот на 60-тите години од страна на тогашната југословенска влада, а прогласен е за споменик на културата во 1989 година. Криптата или заедничката гробница е во полузатворен облик со отвор кон север. Во неа се погребани над 500 паднати борци во Народно-ослободителната војна за победа над фашизмот во Македонија. Во внатрешниот дел од криптата на мермерни плочи се изгравирани имињата на сите борци од Прилепскиот крај кои ги изгубиле своите животи во Втората светска војна. Вториот дел од меморијалниот комплекс го представуваат 8 скулптури поставени на округла мермерна плоча и стојат пред криптата. 7 од нив се високи 2,9 метри, а една е најдоминантна и е висока 5 метри. Интерпретацијата на нивните облици и нивното значење се различни. Според едно толкување, тие имаат облик на древните грчки урни во кои се чувала пепелта на мртвите. Највисоката статуа во комплексот на врвот има символичен оган, кој го представува отпорот на македонскиот народ. А некои толкувања тврдат дека статуите ги представуваат 6 југословенски републики и 2 покрајни. Според друго толкување пак, овие 8 скулптури се феминизирани, стилизирани скулптури во јонски стил на столбови кои играат околу поголемата Божица, односно слободата. Богдан Богдановиќ бил импресиониран од руската балерина Ана Павлова, што на ова толкување му дава вистинска тежина. Подоцна во периодот од 2007-2008 година комплексот е реставриран, а бидејќи околината на самиот комплекс била нарушена со новоизградените згради и патишта, Богдановиќ предложил да се пошуми со зелена шума, за да се сокрие погледот и сето тоа што ја расипува естетиката на комплексот. Така овој објект добил изглед како што Прилеп и неговите граѓани денес го познаваат и се разбира уживаат во него. Прилеп